знаев дека таа можеби е тука, гледајќи околу таа најавна шпица за нејзиниот подкаст, верувајте ми дека немаше да ја пропуштам да имам во студиото, меѓутоа ќе си ветиме сигурно за следен пат кога Марија Гласчева ќе посети повторно ќе го посети Скопје, Македонија, ќе направиме договор за да имаме тука, па преку се надевам такви убави и живописни, фотографски и видео мемории ќе успееме да споделиме за една приказна која што е спакувана во 10 години, барем засега, живејќи таа во Чикаго, во Соединетите Американски држави. Во живо таа ќе ве поздрави на некои 43 минути пополно како не греша Марија. Добро утро од Скопје. Добро утро, Марко, од моето студио овде во Америка. Поздрав и добро утро до сите ваши гледачи, до тебе. Многу ми е драго што сум твоја гостинка вака преку океански, преку линијата, преку телефонот, но да, мое доаѓање ова лето секако дека ќе бидам гостинка во студиото. И знаеш што, никогаш не сум била во Телма и многу ќе ми биде драго да дојдам. Да, не знам како, не знам зошто, но ете, не се случило, сега ќе се случи ова лето. Многу ми е драго што сум. Со најголемо чест и задоволство. И мене ми е задоволство што си утрово и двоиш минути можеби да бидеш со нас на Телма телевизија. Не смееме да го имаме тој минус, ќе го направиме плюс за да бидеш дел од нашата утринска на Телма, така што со срце те чекам и со семејството можеби доколку дојдете годинава. Инаку, вистина ќе честитам, драго ми е што успеваш и како мој пријател и како колега, можеби од некогаш медиумските светови тука кај нас, да успееш на некој начин да се допреш повторно до медиумот и покрај тоа што нели животот има такви некои интересни предизвици, осцилации кои што ги носи. Меѓутоа, нели, мислам дека добро знаеме ти и јас и многумина кои што влегле да речеме во медиумскиот свет и медиумското работење дека не може туку така лесно да се абстрахираме нели од ова, да кажам, атмосфера, за да можеме да ја искористиме нашата животна платформа, за да можеме да споиме многу луѓе во случајот како што тоа го правиш сега вешто со една твоја нова табула раса, тоа е Марија во Америка, подкастот кој што е првпат, нели, да речем на некој начин ваков карактер и сензибилитет. И јас знаеш како кажав утринава, авторка на првиот македонски подкаст во Америка кој што го осветлува животот на македонските селеници, приказни за храброст, предизвици, надеж и за оние кои моменти кои што јавноста и ретко ќе слушне. Токму така, Марко. Овој подкаст е за сите македонски приказни, за сите оние судбини кои што ги доживуваме овде во Америка, кои јавноста не слуша, не знае. Знае нешто, но никогаш не го разбрала тоа во прво лице некој тоа да го раскаже. И затоа тука овде со моите гости ќе разговараме за тоа како стигнале до оно што се денес. Како пропаднале, зошто пропаднале, каква е нивната приказна, среќна, несреќна, успешна, неуспешна. Така што овде сум да ги раскажам приказните на македонците. Овде сум да ги спојам сите оние мостови на успехот и неуспехот, што тоа ние правиме овде за да успееме, што тоа се селиш од дома, доаѓаш овде со 2 куфери и градиш дом подалеку од топлиот дом во Македонија. Тие приказни сакам да ги раскажам, тие судбини сакам да ги дознаете. Ќе има познати и непознати луѓе кои што сте ги видели и не ги знаете, но имаат многу интересни, но и трогателни приказни. Не се ни сомневам, баш во моментот гледаме дел од оние можеби епизоди кои што нели се емитуваа во етерот. Како би опишала денес Марија иселеничката душа? Дали тоа е само место или нешто подлабоко и дали имаш чувство дека македонците во диаспората личат по нешто што не се гледа можеби кај луѓето во својата татковина? Знаеш како, колку си подалеку од татковината, мислам дека толку повеќе ти недостасува и толку повеќе си ја сакаш. На сите не недостасува, нема некој кој што живее овде, дали тоа било Америка, Австралија, Германија, каде и да се македонците низ светот, кои што не чувствуваат така една капка жал за дома, да ти недостига оној дом во кој што си растен. Градиме дом подалеку од топлиот дом, како што реков, и сакаме да направиме топол дом за нашите секако следбеници, нашите деца, да ја куваме и чуваме македонската традиција, ги растиме нашите деца во тој дух. И знаеш како, каменот не лета подалеку од домот, од каде што е, така што верувај дека многу ни е драго кога се доаѓаме сите дома и кога сме со своите најблиски, своите најмили, но кога веќе сме подалеку од дома, се трудиме овие домови да се исто топли, полни со љубов, полни со желба за подобро утре,
но сепак никогаш не го губиме она македонското во нас, онаа традиција со која што сме пораснали. Јасно. Знаеш како, претпоставам дека ова приказна со подкастот ќе биде многу различна во оваа голема мас продукција каде што денеска нели секој од нас на некој начин е свој медиум, благодарение нели на социјалните мрежи, ама да ги секој пат нели користиме мудро и паметно. Да верувам дека некои од овие приказни ќе бидат и сензитивни, емотивни, баш патувачки нели приказни додека ги слушаме. Некои од нив можеби на половина пат од животот заминале во другиот дел од светот, на другиот континент, некои па од деца, па се вратиле, па пак заминале. Верувам дека ќе ги мапираш таквите приказни. Имаш ли некоја конкретна лична приказна, ме интересира, од својот живот во Америка што можеби те поттикна да го поставиш подкастот како платформа можеби за тие гласови? Почнувајќи од сопствената приказна. Претпоставувам од тоа, да, од сопствената приказна, од тоа од каде дојдов, што направи во Македонија, стигнав овде и сега што? И сега ајде да направам нешто за животот да ми е личен, како што бил претходно во Македонија. Почнувајќи од мојата приказна, а и сите останете кои што сум ги слушала, и верувај, секој има различна и уникатна приказна. Не постои еден единствен човек македонец со кој што сум разговарала овде, а да имаат иста приказна. Никоја Тоа идентична не така историја. Ме трогнувале многу приказни, многу истории, допреле до мене и си реков зошто ова да не го слушне и не го знае македонскиот народ. Има многу луѓе кои што сакам да бидат дел од овој подкаст, во преговори, во текст сме да се појават, но нели, секоја епизода си носи своја приказна. Така што верувајте дека овој подкаст никого нема да остави рамнодушен, затоа што пред се го работам со многу љубов. Почнувам од ништо, од нула, и знам дека приказните ќе бидат раскажани, знам дека ќе слушнат сите за македонските судбини овде во Америка. Што мислиш дека јавноста можеби кај нас во Македонија најмалку разбира за животот на македонските иселеници? Од она што барем досега можеше да го обсервираш? Мислам дека многумина кои што никогаш не дошле Америка, никогаш не стапнале на ова тло овде, мисла дека одиш таму и веќе почуваш да правиш пари, се е толку лесно, едноставно, се снаоѓаш. Тоа можеби по приказни звучи така, но далеко од вистината, тоа не е точно. Многу е тежок и трнлив патот да стигнеш до нешто. Можеби порано било многу полесно, но веќе не е. Секој со својата среќа, секој со својата судбина кога ќе дојде овде, но некако по некоја си чудна судбина на нештата, по некој си чуден редослед на нештата, секој си доаѓа на своето и секој е успешен на свој начин и тоа ми е многу драго. Знаеш како велат, среќата ги прати храбрите. Така е. Очигледно сите кои што дошле овде собрале многу храбро за да се овде каде што се и секако си нашле свое место под сонцето овде во Америка. Да, и ќе биде интересно така некако да влеземе барем на момент во чевлите на другите благодарение на овој подкаст, затоа што претпоставам дека нема да биде туку така некој пат нели едноставно да се отворат можеби нели теми кои што често говорат за осаменост, за прилагодување, можеби за некој изгубено време, идно и така натаму. Меѓутоа верувам дека секој од овие соговорници, наши сограѓани и наши пријатели ќе го избалансираат сето тоа со надеж. Верувај дека е тешко. Пред се не е лесно да ги седнеш на ова место кај што седам јас, затоа што тука ми седат гостите, јас сум од спротивната страна и многу велат да ќе дојдеме, нема проблем, ќе раскажеме нашата приказна и кога ќе седнат овде ги чувствувам дека имаат некоја трема, некоја нелагодност и се трудам да ги опуштам колку што можам, затоа што не е крај на светот, нема да боли, ќе биде многу лесно и пробам со моабети, со објаснување и некако се опуштаат, но верувај дека е многу тешко затоа што им влегуваш во суштината, им влегуваш во карактерот, им влегуваш во судбините, им влегуваш во стравовите и им влегуваш во тешкотијата која што ја поминуваат. И сега јас сакам тоа да ми го кажат на камера и тоа сите да го дознаат. Не е така лесно и едноставно, но се надам дека со правилните прашања ќе пробам да допрам и да ги добијам сите одговори кои што сакам да ги извлечам од сите гости. Познавајќи те, не се сомневам во тоа, имаш долгогодишно искуство и верувам дека растеш многу повеќе кога особено нели треба да се справиш можеби со друг културен шок, со друга нација, со тотален диверзитет од
се од светот кој што е споен таму на едно место и едно копно што се вели, така што верам дека оваа приказна ќе ја следат успеси. Секоја седмица претпоставам дека ќе имаме прилика да слушнеме различна приказна. Да, секоја среда, македонско време 19 часот, американско време 12 после пладне, односно напладне, централно време. Секоја среда ќе имаме нов гостин, секоја среда ќе раскажуваме нова македонска приказна и секоја среда гледачите ќе можат да видат и да слушнат за каква мака, за каква судбина, за каква приказна станува збор. Секако драго ми е сите да се претплатат на Марија во Америка каналот на YouTube, да бидат во текст со гостите, со настаните, со најавите и секако да не подржат. Тука сме за нив, тука сме да ги раскажеме тие судбини и приказни. Да, веќе 2 епизоди што се вели ги емитувавме. Сега претпоставам дека веќе имаш обезбедено материјал со оглед на тоа дека нели треба една приказна да донесе ново искуство и така натаму, а не е едноставно. Сега нели што се вели треба да ги мапираш, да ги лоцираш луѓето, календарски да се погодите за да може да се сними, затоа што сепак подкастот си бара и своја продукција, своја режија и така натаму, за оние кои што нели работат точно знаеме. Така што може да очекуваме следниве месеци од овој подкаст? Така, ќе се слушнат и ќе се видат овде многу познати музички имиња, сакам да најавам. Еве за следната среда, веќе можем и да го најавам гостинот кој што ќе ми биде во студио, е Кирил Митовски од Маестро Бенд, кој што беа на турнеја овде во Америка и сакав да ја слушнам печалбарската приказна на музичарите. Сите велат да, доаѓаме ние на работа во Америка, пееме, свириме, но тоа не е така едноставно, тоа не е така лесно. И затоа го седнав овде Кирил Митовски и буквално го прашав од А до Ш да ми објасни што значи да се биде печалбар, да се доаѓа овде, да се свири, да се пее, какви се македонците на вашите концерти, за кариерата и сето тоа, така што ете. Следна среда го гледате Кирил Митовски, инаку гостин ќе ми биде Васил Гарванлиев, отецот при Македонската црква Свети Кирил и Методи овде во Чикаго, да слушнете неговата приказна како е да се биде поп од Македонија во Америка, кој го избира, како доаѓа, колку години работи, живее овде. Така што ќе се раскажуваат некои такви приказни. Ќе ја имам и, еве, ќе ја најавам Александра Пилева, Андруш треба да ми дојде. Така што, еве, за неколку недели од прилика најави што може да гледаат гледачите на Марија во Америка, но секако изненадувања следуваат, нови гости тука се комбинираат, така што ќе имаме од секоја професија по некој, ќе имаме од сите бизниси по некој, ќе имаме од сите животни сфери по некој гостин кој што треба и сака да ја раскаже својата животна судбина овде во Америка. Прекрасно, нека зрее подкастот. Тебе само сосема за крај во минути и пол две колку што не стануваат од ова вклучување, ќе те чекам во студиото да бидеш сигурна. Се надам дека сте ми во добро здравје, добро расположение, ти, семејството, дечињата, дека се е добро околу. Фала му на Бога, тоа е најбитно. Значи тоа е најбитно, живи, здрави, среќни, весели. Искрено да ти кажам затоа што еве, мајка на 2 деца, мали, овој подкаст го ткаам веќе 2 години. Идејата за подкастот не е од вчера, не е од пред недела 2, туку е пред 2 години, но некако не бев уште созреана, да речеме, многу зафатена со деца, но веќе малку подпорасна, имаат 5 и 3 годинки, така што некако е малку полесно, не е лесно, но малку станува така полесно да можам да издвојам и малку од мојот живот и на професионален план. Така што, еве, се доаѓа во свое време и среќна сум поради сето ова што се случува. Ете, и сопругата добар, живи, здрави сите, тоа е најбитно. Знаеш што, не сум те видел одамна вака што се вели, драго ми е, експресијата кажува многу. Верувам дека ќе имаме јас и ти една прилика, барем годинава, што ми ја посетиш повторно Македонија, Скопје, да ти имам во студио, па да направиме баш убав разговор. И за твојот живот и генерално можеби за овие 10 години колку си во Чикаго. Овде сум секако на располагање, твоја гостинка доаѓам крајот на мај, така што кога сакаш доаѓам во студио, се договараме. Многу ќе ми биде мило и драго да раскажам мојата сторија, мојата животна судбина и што бев, што сум денес и како созрев, како пораснав и што за мене значи Америка. Многу ми е драго што бев со тебе ова студио, ова утро во твоето студио и емисијата. И поздравам сите ваши гледачи и уште еден голем поздрав од Марија од Америка, во Америка.
Ти благодарам, Марија. Голем поздрав и прегратки, добра ноќ до тебе и до семејството и ти благодарам што остане Бог од досна секако да бидеш и дел од утринската.